Благодарам, почитувам председавач. Господине Велковски, кратко. Суштината е следна. Реализација на капитални расходи е 60%, односно 18 милиарди денари, што е нешто помалку од 300 милиони евра. Ако вие сметате, како пратеник на Социјалдемократскиот сојуз, дека на буџет од 4 милиарди и 150 милиони евра за капитални расходи под 300 милиони евра е во ред, тоа е ваше право, но јас сметам дека не е во ред. Понатаму, ова што завршите на крај блескаме, одиме напред, тоа е така натаму, верувајте дека наистина е подценување на оние кои што не гледаат, бидејќи сте знаат дека Македонија не блеска, и ако направите анкета во членството ваше, ќе видите дека и тие сметаат дека не блескаме, затоа ве молам да бидеме малку со поголемо почитување према граѓаните. Зборевте за инвестиции. За кои инвестиции, господине Велковски, сме последни на Балканот? Во свет сме последни по странски инвестиции. Да не го повторувам истото која држава колку има, на дното сме. И наистина е дегутантно да зборите за инвестиции, бидејќи инвестиции во оваа држава нема. Зборите за иновации, мене ми е жал што за иновации ќе остане 45.000 евра за тајната на пицата од Италија, за разни фризерници, и мислам дека наистина и тоа е вреѓање на граѓаните да зборувате за било какви иновации. Она, господине Велковски, кое што може би требаше да го прочитате, е ставка 20. Купување на опрема и машини се зголемува за 4 милиона и 500 000 денари. Одиме понатаму. Ставка 480. Купување на опрема и машини и мебел се зголемува за 59 милиони. Ставка 480. Купување на мебел се зголемува 472.000. Ставка 486. Купување на возила се зголемува за 650.000. Ставка 480 и 487. Купување опрема, автомобили, 1.178.000 денари. Ставка 480 исто така се зголемува, а имате намалување од инспекторати за животна средина. Зборевте дека имате за фонд за нормално, има за фонд за здравство зголемување, затоа што имате многу вработени, што навистина не ви е умесен поаток да го говорите. Во интерес на времето, јас тука ќе прекинам. Ви кажав, можеме да читаме бројки и едни и други, но вистината е дека имате само 300 милиони евра, односно нешто под 300 милиони евра на 4 милиарди и 150 милиона буџет инвестирани паметно во капитални расходи. И секогаш сум ве прашувал и пак ќе ве прашам, сте ние овдека дома пратениците и министри сме домакини, имаме семејства, дали со нашите годишни буџети одделуваме за капитални инвестиции онолку колку што одделуваме за владата. Или за дома сме домакини, а кога се ради за парите на граѓаните, тоа не сме. Благодарам.